Неопходен е дополнителен медицински персонал во здравствениот дом во Велес. Од петокот се полагаат стручни испити за тројца лекари кои треба да ја збогатат екипата на оваа здравствена установа. Тројца лекари ни се неопходни. Министерството за здравство, финансии и фондот ја дадоа согласноста, во текст се тестирањата и мислам дека ќе се направи избор. Неопходно ни е потребно и возачи, значи од причина што тројца возачи си отидоа. Министерството за здравство го спроведува проектот Рурален доктор, за таа намена ни треба и возачи. Се надевам дека ќе има и примање на возачи, со што ќе бидат екипите екипирани комплетно и да можеме сите оние обврски што ни ги доставува Министерството да бидат во целост исполнети. Здравствениот дом набави и нов биохемиски анализатор, со што ќе биде разработено биохемиското испитување во оваа здравствена установа. Со ова велат оттаму, целосно ќе бидат искористени четворицата биохемичари кои ги има установата. Имаме таму хематологија, меѓутоа имаше една просторија што на вистина ја адаптиравме и купивме апарат биохемискиот дел да го воведеме таму, бидејќи крвта претходно за биохемија се зимаше и тука се анализираше. Бидејќи тоа не е хигиенски да се зима на едно место па да се носи на друго место да се испитува, тоа беше причина повеќе, значи да се купи биохемиски анализатор и на лице место да се испитува и да се прават анализи. Зголемениот обем на работа на здравствениот дом, вклучувајќи ја итната медицинска помош, која го збогати возниот парк, се причината за потребата од збогатување на персоналот. Од установата се надеваат дека во најскора иднина нивниот тим ќе биде комплетиран. Во текот на месец февруари во библиотеката Гоце Делчев ќе биде промовирано англиско катче. Со оглед на тоа дека институцијата располага со соодветен фонд на книги, реши да го реализира овој проект, а за тоа доби значителна помош од Мировниот корпус. Волонтерите им помогнаа на вработените во библиотеката да изработат апликацијата со што успеа да добијат СПА грант во висина од $4000 за реализација на катчето. И училиштата и детската градинка, значи сите оние кои што во својот образовен процес предвидуваат учење на англискиот јазик, во одреден период за кој што ќе се договориме подоцна, ќе може да го употребуваат ова катче и да го инкорпорираат истото во нивниот наставен процес, да одржуваат барем еднаш во месецот или неделата час тука во библиотеката, со што би можеле да ги употребуваат ресурсите на катчето, ќе можат да ги употребуваат ресурсите кои што ги определува библиотеката во смисла на нашиот волонтер, кој што ќе биде задолжен за катчето и да ги развиваат своите познавања како за јазикот, така и за англиската или американската култура воопшто. Средствата од грантот се очекува деновиве да пристигнат и официјално да започне опремувањето на катчето. Ќе биде набавен дополнителен фонд на книги кои ќе им помогнат на сите граѓани кои имаат особен интерес кон англиската и американската литература. Во библиотеката веќе функционира француско катче, чија искористеност ги охрабри вработените да продолжат со промоција на литературата и на други земји. Ако барем половина од она кое што е искористеност на француското катче се однесува и на англиското катче кој што го планираме, јас ќе бидам задоволен. Иако проектираме и планираме таа да биде употребливоста да биде многу поголема. Со оглед на тоа што ќе имаме и волонтер кој што ќе го обслужува истото. Сметам дека важно е за библиотеката да биде центар на овој вид на активности, значи да отвараме колку што е можно повеќе катчења на јазици различни од македонскиот. Заради тоа што македонскиот јазик е јазик кој што опфаќа мало говорно подрачје. Во библиотеката во моментов се реализираат и часови по конверзација на англиски јазик. Големиот интерес кој го пројавија граѓаните за оваа активност ја оправдува идејата за реализација на англиското катче. Секој вторник и четврток, градоначалникот Славчо Чадиев во својата канцеларија ќе прима граѓани на разговор. Овие 2 дена ќе бидат негови приемни денови. Претходно приемен ден на градоначалникот му беше само четврток секоја втора недела. Во овој ден има прием многу граѓани кои сакаат да разговараат со мене, вели градоначалникот Чадиев. Затоа од денеска се воведе измената. 2 пати неделно, наместо еднаш во 2 недели, сега ќе почнеме 2 пати неделно, да имаат можност граѓаните да доаѓаат кај градоначалникот, ненајавени повторно, и да имаат средба со градоначалникот. Така ќе биде порационално искористено времето и нема да има долги чекања за средбата со градоначалникот. Знаете дека сите оние заинтересирани граѓани што било за што доаѓаат кај градоначалникот се примаат поединачно. Така да се
прават и редови и би сакале да ја намалиме таа гужва, да избегнеме гужвата што се јавува на портирница доле на влезот на општината и истовремено да посветиме повеќе внимание на барањата и на сугестиите на граѓаните на општина Велес. Покрај со градоначалникот, Велеш и неки имаат можност да разговарате со целокупниот административен кадар во локалната самоуправа овие два предвидени дена. Во писмениот допис кој го добивме од градоначалникот Славчо Чадиев се вели, граѓаните ќе можат од мене и од целокупната општинска администрација да побараат одговор на прашањата кои се од нивни интерес, да ги изнесат своите проблеми и да побараат решение за истите. Нивните забелешки, сугестии, идеи и предлози ќе бидат од големо значење за мене како градоначалник и за локалната самоуправа воопшто. Средбите во просториите на општината ќе започнуваат од 9 часот и ќе траат се до приемот на сите заинтересирани граѓани. Општинскиот совет на предстојната 15-та седница ќе го разгледува предлог планот за запишување ученици во средно образование. Потребата произлегува од обврската на Министерството за образование и наука за објавување на конкурсот најдосна до 31 март. 4 средни училишта во градот располагаат со вкупно 1054 слободни места. Основно образование пак оваа година ќе завршат вкупно 516 ученици, што е двојно помала бројка од слободните места за упис. Потребна е општина Велес предходно да утврди свој предлог за опфат на сите ученици кои оваа учебна 2013-2014 година го завршуваат 8-то одделение од основното образование и задолжително ќе го продолжат понатаму своето образование во средните училишта, односно во средното образование. Како информација, во општината има вкупно 516 осмоодделенци, од кои настава на македонски јазик следат 467 ученици и 49 ученици на албански наставен јазик. Идната година, според оваа програма, се планира да се запишат во прва година ученици во 31 паралелка, од кои 30 ќе бидат на македонски наставен јазик и една паралелка на албански наставен јазик во гимназиското образование. Гимназијата Кочо Рацин годинава е единственото училиште кое предвидува формирање албанска паралелка. Овде и во средното хемиско има место за по 272 ученика во прва година распоредени во 8 паралелки. 170 ученици распределени во 5 паралелки планира да запише средното економско Јовче Тесличков. Најголем број на слободни места, односно 340, распределени во 10 паралелки и оваа година има во средното Коле Неделковски. Со измените на законот во 2007 година, средното образование е задолжително за сите ученици кои го завршуваат основното. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН изрази поддршка за последните владини мерки кои се наменети за помош на проблемите на повеќе категории на граѓани кои претходните влади не ги решиле. Од партијата велат дека покрај мерките за професионалните војници, како и социјалните работници, владата донела и одлука за зголемување на платите на вработените во административниот сектор. Со оваа владина мерка се предвидува зголемување на платите на вработените во администрацијата за 5%. Ова зголемување на платите, вработените во јавниот сектор ќе го добијат со своите октомвриски плати. Владата врз основа на проекциите од надлежните служби, соодветните министерства,